Драги дечиња, добар ден! Денес ќе ви раскажеме приказната Гледам лето. Марко и Мартина често играа заедно во градинка. Еден ден Марко и рече на Мартина: Мартина, дали знаеш дека мојот татко сака да направи временска машина? Твојот татко сака да направи временска машина? Што е тоа? Временска машина ти е еден вид ракета со која можеш да патуваш во минатото, но и во иднината. Например, со оваа машина можеш да се вратиш во минатото кога си била бебе и да видиш како ти го славеле првиот роден ден и што подароци си добила. Со неа можеш да одиш уште многу време наназад и да видиш што правеле диносаурсите. Но со временската машина можеш да патуваш и во иднината и да видиш што ќе се случи за неколку дена, неколку месеци или пак за една година. Како патува таа низ времето? Каде се може да отидеме? И како изгледа таа машина? Ке ти покажам фотографија. Еве, ова е времеплов или временска машина. А може ли ние двајца да одиме на замислено патување? Може, ќе ги затвориме очите, ќе ги вклучиме нашите временски машини и ќе отпатуваме. Јас, Марко, ќе одам во иднината, а ти оди во минатото. Договорено. Тогаш ајде да одиме. Ура! Напред кон иднината. Времепловот на Мартина се креваше нагоре над високите згради, право кон сонцето и како во сон, таа почна да патува во иднината. Гледам сонце што наутро се буди. Го сакам. Топлина ми точи во моите гради и очи. Гледам како сончевите зраци го покриваат синиот небесен свод, а по водата плови распеан брод. Гледам како галеби по небото брзо кружат и со облаците братски се дружат. Гледам сладолед во корнет. Мислам дека овде е ред да се помине денот со сладолед. А на плажа чадори и лежалки наредени во ред, секој место бара и со никој не се кара. Црвеното ракче и звездичката мала играат весело крај морската обала. Гледам ливади полни со цвеќиња и бугамари, во лед со точки по крилцата. Бројам, мислам дека се 5. Гледам лулашки во сенка и домашно направена лимонада. Гледам изглед во паркот и светулки во темнината кои со своите стомачиња ја осветлуваат иднината. Гледам лето. Мартина полека ги отвори очињата и се им раскажа на другарчињата.